Околу 35 милиони денари планира да потроши до година Кочанската локална самоуправа за изградба и реконструкција на локални патишта и улици. Најголем дел од парите планирани за оваа намена, односно над 80.000 евра, треба да се потрошат за надградба на асфалтниот коловоз на улиците Димитар Влахов, Доктор Николик, Гоце Делчев, Страшо Ербапче и Тодосија Паунов, кои се во централното градско подрачје. Исто така, со дел од парите ќе се поправа и асфалтот на улиците Јане Сандански, 14-та бригада и дел од Кирил и Методиј, како и крак од улицата 1 мај во населбата Оризари. Двојно повеќе пари се планирани за асфалтирање на неколку други улици, кои се во зоната лесна индустрија, како и за краковите од улиците Мородвишка Епископија и Вера Которка во Кочани, како и Маршал Тито во Оризари. 5 милиони денари планирани се да се искористат за пробивање на неколку улици на Пониква, како и за расчистување на патиштата во Рицко-планинскиот регион. Исто толкова сума се предвидува да се потроши за изградба на мост преку десниот магистрален канал и кружен тек, два објекта од сообраќајната инфраструктура во зоната лесна индустрија. За крпање на ударните дупки, како и за набавка на сообраќајни знаци и обележување на коловозите, до година треба да се потрошат околу 3 милиони денари. Исто така, планирана е и надградба, довршување и изградба на патните правци, односно на влезовите кон селата Бели и Лешки, како и на делницата од Оризари до местноста Врговци. Реализацијата и динамиката на спроведување на програмата ќе зависи од приливот на финансиски средства од фондовите на Европската банка за обнова и развој, од Светската банка, од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и од Агенцијата за државни патишта, каде што општината има аплицирано. Освен тоа, исполнувањето на дел од програмата ќе зависи и од прибраните средства во буџетот на општината по основ на наплата на надоместок за уредување на градежно земјиште и од продажба на градежното неизградено земјиште.